Фасциниран сум од податоците на отворен парламент, кои што ги знаете колку дечиња го посетиле законодавниот дом. Меѓутоа, ако ќе ни треба таква информација, ќе се обратиме во парламентарен институт и ќе ја добиеме. Мојата реплика е да ви одговорам на тоа што упорно пробувате да го браните председателот или имате колективна амнезија за работата. Стенограмот кој што го побарав и побарав еден час пауза го добив, во кој што председателот вели: Собранието одлучува со мнозинство гласови од скупниот број и председателот ќе ве повика или има предлог за одлучување како што беше во случајот, а предлогот ви беше по завршување на точка 13 да се вратиме на точка 1. За среќа имаме и стенограми од 71-та седница, четврто продолжение, 52 страна, кај што вели: Мицевски бара продолжување подршка од 10 пратеници за да се помине на прва точка. Господинот Џафери вели: да, ти имаш подршка од 10 пратеници, точно е, имаш право да предложиш во основа на член 78 став 2 точка од деловникот, но немаш мнозинство од скупниот број и предлогот не може да се стави на гласање. И тука вели председателот: минуваме на точка 15, дополнен предлог за спречување на перење пари. Го чита тоа и вели: ви поминува времето, направете си список. Не мора да верувате, не лажам Никола Мицевски, направете список, пребројте ги пратениците што се тука, вратата затворете ги оттаму. Затворете ги вратите. Па јас наредувам, камера, вратата затворена. Значи на точка на дневен ред отворено и пребројување на список на пратеници колку има во салата. Ова не е поименично изјаснување врз основа на член 97 став 5, кај што упорно пробувате да не набедете дека председателот ја затвори вратата да преброи дали има доволен број на пратеници. Стенограмот го кажува тоа. Стенограмот, еве го стенограмот, прочитајте го. Значи не е пред отварање на точка. Точкава е отворена. Председателот вели: ја отварам точката врз основа на тоа, кој ќе се пријави? Дајте список. Ние список немаме, председателот вели: затворете ја вратата. Никогаш не се случило тоа. Да, поименично изјаснување има, се заклучува вратата кога некој не е задоволен или не верува во тоа и се повикува на овој член. Меѓутоа на броењето на гласови има постапка. Генералниот секретар се читаат поименично, се утврдува бројот. Доколку председателот на собрание сака да провери колку има, службите го прават тоа, а не други. Затоа, повторно ќе кажа, не ја кажувате сите заедно вистината или имате колективна амнезија на ситуацијата која што се случи. Нема перење од ова. Тоа е вистината. И за ова зборуваме, не за нешто друго. Ова е дел од тоа зашто барам